Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска е 3 јуни 2015 година. Вие ги гледате вестите на телевизија КТВ. 6 мина вработени од музеј галеријата во Кавадарци денеска добија решение за работа. Решенијата денес им ги додели градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. На скромна свеченост во својот кабинет, градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов денеска додели 6 решенија за неопределено вработување во музеј галеријата во Кавадарци. Имено станува збор за 6 мина музејски работници кои изминатите 2 па и повеќе години беа времено ангажирани во музеј галеријата во Кавадарци. Решенијата кои што скоро вработените или времено ангажираните лица кои што беа времено ангажирани на трошок на локалната самоуправа Кавадарци, времено, тоа времено се движи повеќе од 4 години, некои се 2, некои 3, некои 4 години. Меѓутоа, доблеста на владата, односно на Министерството за култура и фактот дека оваа институција која што по габарити ја дуплиравме од еден музеј и направивме двајца, а од 10 вработени дојдоа на 3 вработени, вроди со плод, значи ангажманот и мој и на сите градоначалници кои што ја истакнаа лошата состојба во делот на кадровското екипирање. Сега можам со задоволство да констатирам дека музеј и галеријата во Кавадарци е комплетно екипирана со 10 вработени луѓе од различна фела кои што ќе задоволат барањата, односно она што е систематизација на самата институција и ќе одговорат на предизвикот, а тоа е за зачувување на културното наследство во општина Кавадарци, па и пошироко, ќе бидат репрезенти и во државата и надвор од државата и зголемат во наредниот период музејската збирка, односно она што сне ние и што треба да го покажеме на сите кои што ќе го посетат Кавадарци. На 6 мината музејски работници градоначалникот Панов им го честитеше трансформирањето на работниот статус и им посака успешна понатамошна работа, со надеж дека ќе одговорат на предизвиците, а тоа е зачувување на културното наследство во општина Кавадарци. Пензионерите имаат висок притисок, но со терапија го регулираат и генерално немаат проблеми. Ваква е оценката на здравственото лице која секоја среда бесплатно во Сдруженијето на пензионери во Кавадарци им го мери крвниот притисок на нашите пензионери. Кавадаречките пензионери имаат висок притисок, но немаат проблеми бидејќи примаат редовна терапија и го регулираат. Ваква е оценката на Слободанка Галабова, медицинска сестра, техничар, анестетичар во пензија, која 5 години поред се грижи за крвниот притисок на пензионерите во Кавадарци. Секоја среда од 9 до 11 часот пензионерите имаат можност да добијат бесплатно мерење на крвниот притисок преку акцијата која ја спроведува со години Сдруженијето на пензионери Кавадарци во своите простории. Галабова вели дека во просек секоја среда интерес пројавуваат околу 30 на пензионери кои пазарниот ден покрај за обврските околу набавката на намирници го користат и за услугата бесплатно мерење на крвниот притисок. 5-годишната соработка со Сдруженијето одлично функционира и задоволна сум што пред се како пензионер можам да им помогнам на моите пријатели пензионери. Моја обврска е да им го измерам крвниот притисок и да им укажам совет. Генерално притисокот им е контролиран, меѓутоа има и случаи каде тој е висок или низок, па ги упатувам пензионерите веднаш да го посетат матичниот лекар и да добијат лекарска интервенција. Во овој период најмногу им советувам да носат лесна облека со светли бои, да имаат на себе очила за сонце и капа, да пијат течности и најважно без потреба да не излегуваат и да не се изложуваат на сонце, споделува со нас Галабова. Интересно за неа е што при разговорот дознавме дека и таа во својот работен стаж бележи хуман карактер со добивањето на признанието најхумана сестра и што по пензионирањето во 2001 година не се откажува, туку продолжува да работи на полето на здравството заедно со останатите пензионери од Кавадарци. Инаку интересот за бесплатно мерење на крвниот притисок во Сдруженијето на пензионери беше голем и денеска. Нашата екипа беше таму во 10 часот, а до тогаш над 10 на пензионери веќе беа во листата на пациенти. На последната седница на Кавадаричкиот совет беше усвоен извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општината во текот на минатата година.
Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2014 година се реализирала со задоволителен процент, оценуваат од секторот за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина. Во извештајот за сработеното што на последната седница го усвои Советот, се наведува и дека квалитетот на завршените работи исто така бил на задоволително ниво. Ако кон извештајот реално се додадат и вредностите на објектите од информацијата реализирани во 2015 година по договори од програмата за минатата година, тогаш може да се заклучи дека во физички обем реализацијата на комуналната програма во изминатата година е со висок процент и добар квалитет, коментираат од секторот за урбанизам. Во местната заедница Ваташа извршена е реконструкција и изградба на улици во висина од близу 880.000 денари. Во урбаната заедница Киро Крстев реализирани се проекти со вкупна вредност од 2.100.000 денари. Во Задругар 1.226.858 денари. Во Љубаш 4.009.214 денари. Проектите кои се реализирани пак во урбаната заедница Кула се со висина од 4.346.511 денари. 2.946.322 денари се потрошени за урбаната заедница Страшо Пинџур и 306.470 денари за урбаната заедница Глишик. За изградба и реконструкција на улици и други објекти по местни заедници за минатата година биле планирани 29.550.000 денари, а биле реализирани проекти чија вредност е 16.741.446 денари. Од тие исплатени биле 2.660.000 денари, а за доисплаќање општината има обврска од 14.080.611 денари. Седумнаесеттата редовна седница Советот на општина Градскот ќе одржи во петок. Во петок со почеток од 14 часот Советот на општина Градско ќе одржи 17-тата редовна седница. На дневен ред повеќе предлог одлуки. Советниците ќе расправаат по одлуката за приоритетен проект за општина Градско, изградба на фекална канализација во село Водоврати, одлуката за согласност за намената на инвестиција за фекалната канализација, приоритетниот проект за изградба на улици во село Ногаевци. На дневен ред од 17-тата седница на Советот на општина Градско и одлуката за вклучување на форумот во статутот на општината, програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Градско за 2015 година. Ке се дискутира и по предлог решението за изменување на командант на општинскиот штаб за заштита и спасување на општина Градско. Советниците ќе ги разгледуваат и барањата и поднесоците, а на крајот од седницата ќе имаат и можност за прашања. Според податоците што ги добивме од Државниот завод за статистика, во Македонија во првото тромесечје од оваа година имало 6.749 слободни работни места, од кои 575 биле во Вардарскиот регион. Државниот завод за статистика ги објави податоците за слободни работни места во земјава во првите 3 месеци од годината. Според овие податоци во земјава имало 6.749 слободни работни места. Од вкупниот број 575 слободни работни места имало во Вардарскиот регион. Најмногу слободни работни места имало во Скопскиот регион и тоа 3.543. Најмногу слободни работни места има и во секторот транспорт и складирање, каде има побарување за 543 нови вработувања, а најмалку слободни работни места 21 во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација. Од фирмите кои имале слободни работни места најзастапени се оние со вработени од 10 до 49 лица, каде според статистичките податоци имало 1751 слободно работно место. Меѓу професиите најбарани биле услужните дејности и продажбата, за кои во првите 3 месеци имало 1750
809 работни места. Меѓу најбараните се и службениците и ракувачи и составувачи на машини и постројки. Според податоците на Државниот завод за статистика, во овој период во Македонија имало вкупно 446.853 пополнети работни места. Најмногу 233.678 се во Скопскиот регион, во Пелагонијскиот 43.809, во Источниот 35.828, во Вардарскиот 35.153, во Југоисточниот 26.154, во Полошкиот 24.009 и во Североисточниот 18.069 пополнети работни места. Во рамките на месецот на театарот, синоќа во Кавадарци гостуваше театарот комедија со представата Ах, љубов моја во режија на Коле Ангеловски. Популарноста на театар комедија се покажа на дело. И тие што редовно доаѓаат на театар, но и тие што тоа поретко го прават, синоќа дојдоа во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе да ја видат урнебесната комедија Ах, љубов моја на текст и режија на Коле Ангеловски во рамките на манифестацијата Месец на театарот во Кавадарци. Динамична игра, аплаузи на отворена сцена и многу смеа беа трите одлики на ова интересно театарско остварување со кое овој театар започна пред 3 години да го гради својот репертоар. Сите представи во нашиот театар се комедии и многу интересни комедии. Оваа комедија ни е прва представа што ја направивме во театарот. Значи со оваа представа ние го отворивме театар комедија на 27 март пред 3 години точно. Ова ни беше прва представа, се вика Ах, љубов неверна, турска приказна. Текстот е на Коле Ангеловски, адаптација и така натаму. И баш практично со оваа представа се запознавме ние како колектив. Значи, јас и уште неколку други мои колеги дојдовме како трансфер од други театри, имаше 4-5 млади колеги при мене и така направивме една интересна екипа и ја направивме оваа представа и веќе имаме преку 50 представи одиграно од оваа, што е за поздравување. Неодамна славевме јубилеј на 50-та изведба. Станува збор за една комедија на ситуации, можам да кажам, во кои исто превладуваат доста карактерите на самите ликови, но во принцип е комедија на ситуации, еден, да не речам, водвил, така многу интересен. И оваа представа додека играме во Скопје и сега дека што сме биле низ Македонија со оваа представа на повеќе места, во Куманово, Радовиш, Гевгелија, Штип и не знам веќе и каде, секогаш наидувала на одличен прием кај публиката. Мислам дека и вечерва ќе биде така и мислам дека публиката ќе биде презадоволна со она што ќе го види. Коле Ангеловски е мајсторот на Коле Ангеловски мајстор на комедија. Да, од секогаш сме навикнете да го гледаме него со добри представи, меѓутоа мислам дека театар комедија наметна едно многу повисоко ниво во театарската. Да, оваа ни беше прва представа со која ние го свртевме вниманието и го оправдавме практично формирањето и почетокот на постоењето на овој театар. За овие изминати 3 години ние веќе направивме 7 таму или 8 представи, не знам точно колку ги имаме на репертоар и верувајте ми, не е нескромно ако кажам дека сите представи ни се многу посетени. Значи се движиме недека од 250 луѓе до 300 во екот баш на сезоната театарска како публика, зборувам о бројки. За неколку представи, не за сите, меѓутоа за неколку представи не можете и карта да најдете, што е ептен за поздравување. Интересно е тоа што овој колектив има доста млади. Практично сите се млади, освен мене и Ердо, кои сме малку постари и така да постои еден чуден сплет на некоја, како се вика, млада една енергија и некакво искуство, но во кое главниот збор го имаат младите. Пак по тој контекст сакам да кажам дека и директорката Жугиќ направила прво како менаџер одличен избор и таа се вклучи игра во неколку представи, така да не издржа да биде само позади менаџерскиот тим, односно како директор да го раководи театарот, желбата да се игра со овие млади луѓе и да се учествува во представите кои предизвикуваат многу внимание, многу смеа. Знаете нели за смеата дека е многу позитивна работа кај луѓето, предизвика кај неа желба и таа игра. Така да јас колку сум имал неколку пати и повеќе пати, колку не знам, контакт со луѓето кои ја гледале секоја представа која имаме на репертоар, јас играм во 5, мислам, представи имам на репертоар во театарот, секогаш биле многу задоволни. Ја користам можноста да разговарам и со актерот Роберт Ристов, бидејќи тој е по потекло од Неготино, значи од Тиквешкиот крај.
Која е твојата улога во оваа комедија Ах, љубов моја? Најпрво да ги поздравам сите гледачи од Кавадарци и од Неготин, од мојот крај. Многу ми е мило што сум у Кавадарци, што сум во овој наш крај и што пред наша публика, ето така ќе си играм. Го играм Милче, еден многу интересен, карактеристичен лик, кој што е по вокација новинар, исто како вас, само што има некаква си мана, му мириса с дивот, а малку исфеминизиран и малку луѓе во него сакат, освен нели заради тоа што прави добри прилози по весници, од корис, нели? И так, доста интересен лик кој што ја внесува комедијата во самата представа, доста прифатен од самата публика, се надевам дека и кавадарчани и неготинчани, знам дека и од Неготин има доста луѓе што се дојдени вечерва да пратат, да ја гледат представата, дека ќе ја бендисат и мојата улога и секако целата представа, тоа е нели главната идеја да им се допадне представата на сите. Што представува театар комедија од кога се формира? Јас знам дека само жне успеси и се повеќе и повеќе има публика, меѓутоа кога почесто ќе доаѓа во малите места, провинции, каде што немаме професионални театри. Точно така, театар комедија пред 3 години оформен и одлично ни оди, публиката ни е присутна на секоја представа и тоа во голема бројност, така да еве сега комуницираме со колеги од другите театри каде што се жалат заради временските услови, заради жештините, дека имаат по 6-7 луѓе во публика, 10-15, некакви такви броја, ние најмалку на половина сала играме, ако не и целосно, зависи за која представа или колку е. Така да имаме публика и сме гледан театар и мислам дека допрва ќе се нижат нашите успеси. Има доста наградени млади актери кои што се од мојот колектив и тоа е се супер. А што се однесува до вториот дел од прашањето, сметам дека треба што почесто да се гостува во градовите од внатрешноста, заради тоа што јас си потекнувам од таков град. Пред да отидам на факултет имав гледан само 2 професионални представи. Она што гледав од професионален театар беше само на македонска телевизија и текако има потреба од вакви гостувања, мислам секој град. Преку видеоврска денеска училиштето Коле Неделковски од Велес и Станислав Сташица од Полска прославија пригоден јубилеј од својата соработка. 5 години успешна соработка меѓу училиштата Коле Неделковски и Станислав Сташица од Полска. Двете стручни училишта на денешен ден во 2010 година почнаа да соработуваат. Денеска преку видеоврска училиштата го прославија јубилејот, разменија спомени од досегашната соработка. Много ми е мило што спомнуваме сите наши микови што бевме во Македонија, што се дружевме заедно и што го гледавме вашиот град Велес и вашата школа. Можеме да видиме многу убави места во Македонија, да ги поздравиме вашата традиција. Дружење, едукација, унапредување на образовниот процес се добивките од соработката на двете училишта. Веќе неколку години се разменуваат и ученици. Според директорот на стручното Коле Неделковски, сето ова го подобрува знаењето на учениците и професорите. Не можеме да речеме дека таму ќе се образуваат со стручни содржини, меѓутоа воспитниот дел е многу застапен за тоа што ќе видат друга средина, други услови, други критериуми, начини на работа, однесување на учениците од слични училишта. Значи, еден многу битен фактор кој што децата кога се враќаат се презадоволни, го пренесуваат тоа на останатите ученици и она што е веќе утврдено наназад со сигурност, децата се борат да бидат најдобри за да отидат наредната година во Полска. Училиштето Станислав Сташица се наоѓа во градот Новоград. Според образовниот профил, тоа е училиште речиси идентично на Коле Неделковски. Се нудат исти насоки за образование, а сличен е и начинот на изведување на наставата. Училиштето од Новоград, Станислав Сташица, е буквално идентично на она што го работи ССУ Коле Неделковски. Значи, ние сме две идентични единки кои што на растојание од 2500 км и имаме истата мисија, истата визија и ги имаме истите профили и струги кои што ги работиме тука и во Новоград. И со тоа децата едноставно имаат можност да видат разлика тука и таму како е во сите оние стручни профили кои што ги работиме. Освен соработка меѓу двете училишта, комуникацијата се прошири и меѓу градовите.
Велес и Новоград веќе се збратимени општини, а се воспоставува соработка и меѓу двата региона. Покрај училиштето дојде до збратимување на општината, значи општината Новоград со општината Велес и веќе доаѓа до збратимување на регионот Голењов со Вардарскиот плански регион. Значи оваа иницијатива од пред 5 години која што започна со средно стручно ученичко училиште Колендаковски се прошири на еден регион во Полски и еден регион во Република Македонија. Инаку досега преку проектот за размена над 70 ученици и 10 професори од Коле Неделковски го посетија училиштето во Полска. Со образовниот процес, училиштето и општина Велес се запознаа и 50 ученици од Новоград. Времето утре сончево со мала до умерена локална облачност, попладне нестабилно со појава на локален пороен дожд, грмежи и засилен северен ветер. Температурата ќе достигне до 30 степен. Со овие убави фотографии од улица на Томе Лисичанец го завршуваме денешното издание на вестите на телевизија КТВ. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатни минути со програмските содржини на телевизија КТВ.